Љубоморните чувства секогаш допринесуваат до тоа една љубов да има трагичен крај. Таква и приказната на представата "Излегов да се прошетам", кој митрополитот Европски Пимен ја адаптирал како сценарио за драма според текстот на истонасловена ресенска староградска песна. Текстот е обработен во 90-тите години од минатиот век, сега адаптиран за 21 век, со тоа што го опфаќа целиот период помеѓу. Имаме еден машки лик, еден женски лик кои имаат на почетокот така запознавање и впуштање во љубов, па третиот лик е оној кој ја пореметува таа хармонија на нивната љубов, а потоа веќе во наредните години, согласно текстот на песната "Излегов да се прошетам", се развива во една мелодрама, во каење меѓу двајцата, затоа што девојката го проколнува, а него се кае за тоа што ги патила тие лоши зборови кон него, а додека пак од друга страна момчето се кае заради својата неверност и она копна фатална грешка која ја прави во текот на драмата. Сепак, за разлика од старата народна песна, каде момчето на вистина го стигнуваат женските клетви, за верзијата на представата "Излегов да се прошетам", отец Пимен одлучил да има среќен крај. Освен како сценарист, митрополитот Европски Пимен е дел и од режисерскиот тим заедно со Сотир Чаушевски и Ѓоко Таневски Бифо, кој пак бил одговорен и за сценографијата и реквизитите. Ова е прв проект на тимот кој представата ја подготвиле да биде дел од манифестацијата посветена на монодрама и мини драма која 13 на години наназад се организира во Ресен, насловена како Актерот на Европа, под покровителство на Факултетот за аудио и филмски уметности ЕСРАП. Станува збор за еден аматерски театар, за луѓе кои немаме никој професионални обврски кон театарот, туку во склоп на работиме во склоп на една ново регистрирана продукција Little Apple, која потекнува од градот Ресен. Па затоа што верувам прилогот ќе оди после емитувањето на представата, да, ќе кажам дека имав многу размислувам, пишувајќи го текстот, дали да завршим онака како што завршува песната или навистина да му даваме на среќен крај, но сепак станува збор за млади луѓе во представата и така да завршува сепак со хепи енд. Останатите членови кои го сочинуваат тимот се актерите Никола Источки, Марија Пецалевска и Кристина Пецалевска. За изборот на музиката одговорен бил Менде Танчевски, Светло Горан Јосифовски Ќос и костимографија Елизабета Ќосевска и Аланка Спировска. Вечерва се случува последниот настан предвиден со програмата на Штипско културно лето за овој месец. По уметничката галерија Безистен ќе настапува камерниот состав Арс Барока од соседна Република Бугарија. Станува збор за ансамбл составен од инструменталисти од најрепрезентативните оркестри на Република Бугарија, како што се Софиските филхармонија и оперета, Оркестарот на Класика FM и Бугарското национално радио. Концертот на камерниот оркестар Арс Барока ќе започне во 21 часот.